Јован 9 глава, минатиот пат бевме во Јован 8 глава, ова ќе излезе како наново проучување на Евангелието по Јован, ама така ме води духот, и затоа што и тука има интересен дуел, кој што всушност ја покажува глупоста да се оди наспроти вистината, упорно спротивствување на вистината. При едно очигледно чудо кое што Исус ќе го направи, а кое што никогаш не се случило порано. Имало ли некојаш некој да му отвори очи на некој кој што бил слепо роден, значи кој што никогаш не го видел, не ја видел светлината на денот? Немало. Па ни од тогаш навака, мислам дека нема, не знам дали имаме таков случај, но ова е она познато, значи, чудо врз слепородениот во 9 глава Јован, откако, како што вели од првиот стих, кога заминуваше, значи предходно, видовме во 8 глава оној жесток судир меѓу Исуса и фарисеите, кога отворено им вели на кого му припаѓаат и кој е нивни татко. И на крајот, нели, кога едноставно според нив тој изговорил хула, кога рекол дека, нели, во 58 стих, јас сум пред да се родил Аврам, и тогаш кренаа камења за да го каменуваат, но тој се скри и излезе од храмот, и веројатно ова е како продолжеток, и вели, и кога заминуваше, виде човек слеп од раѓање, значи покрај тоа што бил непосредно претходно се наоѓал во голема опасност, тој не испушта прилика да се сожали и да помогне. И тој го видел, нормално, слепиот не можел да го види, нити некогаш го видел Исуса, може би слушнал нешто за него, и веројатно постојано, може да предпоставиме на некој одредено место тамо просел, затоа што знаете, важело она правило, оној кој што не работи не треба да јаде, меѓутоа тоа било само во исклучителни ситуации кога некој е хендикепиран како овој човек, па му било дозволено да проси, значи на некој начин да дојде до парче леп за да не биде на товар на заедницата, на семејството. И нема да се задржиме толку на самото чудо, знаеме како Исус го исцелува, нели му става со плунката, прави кала, му ги намачкува очите и го праќа во бањата Силоам, за да се измие со водата и да прогледа, и тоа се случува. И неговите соседи прво се неверојатно зачудени, затоа што го знаат, не само они, меѓутоа и цел град, значи не бил Ерусалим кој знае колкав, па за да не го познава човекот кој што тука со години веројатно седел и просел. Насловот на темата ми е, значи, ќе се задржиме на оној средишен дел, така да кажеме, каде всушност е оној судир сега меѓу него и фарисеите, пред кој што бил однесен, за да се испита ова чудо. Насловот го ставив како очи широко затворени. Да. Не знам дали сте слушнали, меѓутоа јас го немам гледано, затоа што е веројатно и непотребно се гледа таков филм, меѓутоа постои филм со овој наслов со Том Круз и Никол Кидман, каде што во филмот, значи тој дел го знам од еден документарец што сум го гледал, има представено цела церемонија на тоа како што прават едно тајно друштво, значи масони, не знам што и да се. Мислам дека во еден, да, имаше еден друг документарец, ако не се викаше, не знам како и да е, го заборев, тој го гледав неколку пати, тоа беше актуелен, и баш се даваше мал само исечок од таа сцена, и филмот така се викаше "Очи широко затворени". Но апсолутно одговара на очите на фарисеите во овој случај. И затоа што главната поента овде е враќањето на духовниот вид на слепецот. Да, самото чудо на враќањето на физичкиот вид е огромно, самото по себе, затоа што,
како што се вели во 32 стих од 9 глава Јован, самиот слепец, тоа ќе го каже слепиот, откако е веков не се чуло некој да отворил очи на слепороден. Самото чудо на физичкото отварање на неговите очи, значи било неверојатно, значи нешто. И не може да се побие, никако, никој не може да го побие. Меѓутоа, овие другиве слепци, упорно, спротиставувајќи се на вистината, односно самиот Исус, еве до кај ќе стигнат. Значи, тоа е нараучението на ова што ќе го разгледаме, докаде може да стигне човек ако упорно се спротиставува на очигледната вистина. И, значи, ќе го видиме токму тој интервал помеѓу неговото физичко исцелување и духовното ново раѓање на слепиот, но во овој процес сушто се гледа како постепено на него му се отвараат и духовните очи. И изложене на една своевидна инквизиција на некој начин од фарисеите, значи едно исследување, значи испитување, на суд едноставно се наоѓа пред фарисеите, го испрашуваат најнапред, ќе видиме како тој точно, искрено им одговара на прашањата, меѓутоа потоа почнуваат да го навредуваат, за да на крајот и го исклучат од синагогата. А победникот во целата оваа сторија е самиот слеп човек кој што прогледал, тој е оној кој што јасно гледа, тој е единствениот покрај Исуса кој што јасно гледа, на кого му се отворени очите, да ја види вистината и да ја исповеда. Иако неписмен, иако едноставен, човек кој што никогаш не гледал, значи немал ни опција да се описмени, дури ќе видиме дека и ги исмева и се подиграва со црковните водачи, со фарисеите, и ги прави будали всушност. Прави будали од нив. Неверојатно, значи, што Господ може да направи кога ќе му ги отвори очите некому, духовните очи. Ќе ја видиме овде ирационалноста и лудоста на отфрлањето на вистината. Крајностите до кои што некои се спремни, значи да отидат како неверници, да и пркосат и да ја порекнуваат вистината. И какви се мерки може да се спроведат со цел да се замолчи вистината, меѓутоа факт е, и секојаш низ историјата тоа се покажало дека да ја замолчиш вистината, тоа е невозможно. Невозможно. Ќе видиме пред се неколку контрасти овде, за кои што ќе разговараме. Од една страна неверието, а од друга страна верата. Пред се верата на слепиот и неговото осведочување во вистината како постепено растат. Првиот контраст што можеме да го видиме е контрастот меѓу лицемерието од една страна наспроти вистинитоста. Тоа што го кажав, слепиот од една страна е вистинит, чесен, искрен и отворено одговара на прашањата. Оно што не го знае, не му е тешко да каже дека не го знае, а оно што го знае го кажува отворено. За разлика од него, фарисеите се крајно лицемерни. И да читаме, најнапред, еве да се вклучиме на некој начин во тој дел, ќе почнеме од 8 стих, значи, каде соседите најнапред како реагираат на него. Јован, значи, 9, од 8 стих до 12. А соседите и оние кои што го гледаа порано како просијак велеа, зар не е овој кој седеше и просеше? Едни велеа тоа е, други велеа не е, ама личи на него, а тој велеше, јас сум. Може да замислите сега каков е радосен, полн со, не знам, тоа е неверојатно, значи, не знам колку години имал, ама еве, да имал и 20 и 30 години, и одеднаш гледа бел ден, одеднаш гледа луѓе, одеднаш гледа сето оно што никој во живот не го видел. Јас сум. Како не би бил, со други зборови. Тоаш му рекоа, како ти се отворија очите? Ова ќе го видиме неколку пати, значи, истото прашање. Соседите еднаш, а фарисеите дури 2 пати ќе му го постават.
како ти се отворија очите? И тој одговори во 11 стих, човекот кој се вика Исус направи кал, ми ги намачка очите и ми рече, оди во Силоамската бања, измеј се, и јас отидов, се измив и прогледав. Толку едноставно. Му рекоа, каде е тој? Едноставно, па не знам. Не го ни видел, никојаш не го видел, се уште не го видел Христа. Само може да го почувствува, нели, при таа нивна средба. И не знам. Сите го познаваат, како што кажа. Веројатно сите го познаваат, сите знаат кој е, соседите посебно. Веројатно имал некој познато место, каде што просел, или ако менувал места, пак тоа било некаде таму, во центар на градот, да кажеме, каде што највеќе луѓе поминуваат. Но имале потреба луѓето, и не било ова ништо лошо, да го одведат кај црковните лидери, кај фарисеите, овде група на фарисеи, за да се истражи ова чудо. И го одведува, 13 стих вели, го одведува некогашниот слепец при фарисеите. И што се случува? А беше сабота, кога Исус направи кал и му ги отвори очите. Ова беше главниот проблем за фарисеите. Тогаш пак го праша и фарисеите. Како прогледал? Тој им рече, малку во скратена верзија, ми стави кал на очите, се измив и гледам. Тогаш некој од фарисеите рекоа, овој човек не е од Бога. На што го темелат овој заклучок? Не ја празнува саботата. Неверојатно, место да се радуваат заедно со него, че гледаат чудо што никош не се случило. Не е сабота, како може о сабота? Значи, правењето кал, тоа е работа. Како што е, нели, кинењето класија, па ронењето на зрната, па тоа е жетва, па вршидба, па како беше еден куп небулозни правила имале како во времето на короната што имаше, значи можам да кажам, ако ти падне магаре до таму во некоја дупка, ако е сабота, може да го извадиш, ама ако комшијата падне во дупката, он може да чека до утре. Овој човек не е од Бога, не ја празнува саботата. Други говореа, значи сепак ова ги малку направило поделба меѓу нив. Други говореа, и можеме да видиме дека и овде меѓу фарисеите, како и во Синедронот, се сеќаваме на Никодим, на Јосиф од Ариматеја, имало некои поблагородни, малку вклучувале мозок, да кажеме. Некои велеле, како може грешен човек да прави такви чудеса. И настана раздор меѓу нив. Тогаш пак му рекоа на слепиот, што велиш ти за оној кој ти ги отвори очите, а тој рече, пророк е. И сега прво, овде што се гледа е како оваа вера на човекот прогресивно расте. Пазите, во 10 стих, кога го прашуваат како ти ги отвори очите, 11 тој вели, човекот кој се вика Исус. Направи кал ми ги намачка очите и ми рече оди и така натаму. А сега го ословува како пророк. За да, што се случува после на крајот, знаете ли, тој дел може нема да го опфакеме баш, ама од 35 стих, откако нели го исклучуваат од синагогата и Исус веднаш го прифаќа и всушност добива спасение на некој начин, пошто кај Исуса е спасението, не е во никоја црква. Исус чуде како го истерале, од 35 стих читам, и го најде и му рече, веруваш ли ти во Синот Божи? И тој што вели? А кој е тој Господе за да верувам во Него? Видите колко е едноставен, колко е ова негова вера едноставна. Секој зрачок на нова светлина тој си ја прифаќа. И веднаш исповеда вера. Исус му вели, си го видел, сега го гледаш, тој што зборува со тебе, тоа е. И тој рече, па верувам Господи, и не само што го кажа, тоа тука му се поклони. Колко е едноставен. Значи, први вели човек, па пророк, за да на крајот го признае како Божи син, како Бог. Толку едноставен, тоа е толку едноставна таа негова вера, и како што кажа, како што му се открива секоја нова светлина, тој ја прифаќа со радост. И верата расте кај него со тоа. И секогаш е вистинит во своите изјави, како што гледаме. Значи, кога нешто не разбира, ќе рече, па не знам, го знаеш каде е? Вика, не знам. Меѓутоа, кога
нешто знае, со сигурност и храбро и гордо го кажува. Значи, тој е транспарентен, може да кажеме, чесен, едноставен, верен, а фарисеите од друга страна лицемерни. Тие се едноставно отворено против вистината. И пред време донеле одлука против вистината. Што кажа, што вели 22 стих? Тоа е малку подоцна, ќе го разгледаме, меѓутоа овој дел. Јудејците се беа согласиле, значи веќе е донесена одлука, што? Да биде исклучен од синагогата оној кој ќе го признае дека е Христос, дека е Месија. Веќе е донесена одлуката. И што сега? Чудо, вакво, такво, не е битно. Донесена е одлука. Христос е измамник, Христос може да било што, меѓутоа Месија не е. И сега се наоѓаат во небрано. Пазите, донесена е одлука таква, меѓутоа сега гледаат чудо кој што никогаш во живот не го виделе. И не можат да го порекнат. Што да прават? И затоа се фаќаат за еден аргумент за саботата прво, нели? Беше сабота, кога нели Исус направи кал, како што вели 14 стих. И како што кажа претходно, тоа е работа, тоа е за нив кршење на саботата. Овој не може да биде Божи човек. Па да, ама знаеш кога си ограничен и кога очите ти си широко затворени за вистината. Тогаш изгледаш и малку и глупав во очите на вистината, всушност. Значи, они си ги воздигнале тие стотици своји правила над Словото. Знаете, секоја држава, зашто има закони? Значи, што сака да постигне со законите? Што сакале они да постигнат со правилата? Поготово за саботата, само за саботата колку закончиња имале. Исус јасно кажува, затоа и кажува, јас сум, Господ е господар на саботата. А они сакале, они да господарат. Преку тие нивни закони за кончиња, сакале они да имаат контрола, они да господарат над саботата. Тоа е тоа, правила, еден куп. Повеќето од нив сите, всушност, се коселе, повеќето, ајде да кажеме. Може би некои имале некои допирни точки, меѓутоа многу од тие правила биле толку сулуди. И видите, што вели во 28 стих, Јован 9:28, тие го укорија и рекоа, ти си негов ученик, а ние сме Мојсиеви ученици. И сега го гледаме лицемерието нивно. Они се Мојсиеви ученици. Но ако се Мојсиеви ученици, како што Исус со претходно во 8 глава им вели на исто така таму на фарисеите, ако сте вие Аврамови чедаки, ги вршевте Аврамовите дела. И овде, ако сте вие Мојсиеви ученици, треба да го следите својот учител. Што учеше Мојсей? Погоре прочитавме го укорија во 28 стих. Беа дрски кон него. А што вели во Левитската книга, 3 Мојсеева, значи 19:14. Вели, не преколнувај го глувиот, ниту ставај пречка пред слепиот. Бој се од твојот Бог, јас сум Господ. Чисто лицемерие. Наместо, значи, да бидат по-нежни, екстра нежни и добри кон некој кој што е со хендикеп, ти видите како се однесуваат кон него. Ама тоа е таа духовна гордост кај нив. И наместо да се радуваат со него што прогледал, тие криво име. Заради злобата и омразата што имаат кон Исуса. Излез 23:7 има еден исто интересен стих, вели, стој далеко од лажно обвинение, не убивај го невиниот и праведниот, зашто јас не им проштавам на злочинците. Или Левит 19:35-36, не правете неправда во судот, во мерките за должина, тежина и обем. Мерките нека ви бидат точни, теговите еднакви, ефата права, инот вистински. Јас сум Господ вашиот Бог кој ви изведе египетската земја. Подсетете се, јас сум тој, кој што право мери. Немојте вие криво да мерите и да судите. И тоа се дрски со него, не само што. Па и саботата, они како ја држеле и се грижеле саботата, сето тоа било лицемерно. Затоа ги измислиле тие правила. И го гледаме лицемерието од една страна нивно, а слепиот е едноставен, секоја што говори вистината, а токму за лицемерието е проблем вистината, затоа што вистината го соголува лицемерието.
го демаскира. И затоа и стануваат бесни. Како во Исусовиот случај? Че први почнуваат дебата, наводно теолошка, кога виделе дека не можат со него, почнале да го врегаат, копиле. Ајде така, под наводници го нарекли. За после да му речат, имаш бес, ти си демоно обседнат. Така ќе се однесат и кон слепиот. Но, тоа малку подоцна. Вториот контраст што го гледаме овде е стравот од луѓето наспроти таа света храброст што ја поседува овој човек. Го читавме тој стих, 16-тиот. Како се испомешале, значи, од ова чудо фарисеите. Значи, едните викаат, овој човек не е од Бога, не ја празнува саботата, а другите викаат, како може грешен човек да прави такви чудеса. И тоа предизвикало раздор. Го спомнав Јосиф од Ариматеја. Зошто беше таен Христов ученик? Што вели писмото? Да, ама затоа што заради стравот од јудејците. Вели Јован 19:38. Од страв наместо да застанат храбро и да проговорат, тие молчеле. Затоа што ќе бидат исклучени од синагогата. Јас сум слушал сведоштва од еден пастор, не е битно. Пред тебе секи каже што требало да каже, ама таму на одборот или не знам што, таму молчел, таму не може да каже. И што ми кажуваш на мене, таму кај што треба, таму кажи. Ако е во прашање вистина, ако е во прашање правда, ако е во прашање нешто за... Често пати ние може да се најдеме во таква ситуација, меѓутоа премолчена вистина што е? Не е вистина, веќе лага. Јасно било, значи појасно здравие дека не може грешник да направи вакво чудо, кое никогаш не е било. И интересно е што оние кои што рекле како може грешник вакво чудо да направи, го имаат истиот став како Никодим. Сеќавате Никодим што кога му дошол на Исуса ноќе, Јован 3:2 вели, значи, рави, знаеме дека си дојден од Бога како учител. Зошто? Зашто никој не може да прави чудеса што ги правиш ти ако Бог не е со него. Истиот тој став. Но фарисеите овде се решени да го дискредитираат Исуса и самото чудо, да го побијат и сега одеднаш го менуваат аргументот. Саботата сега не е битна, затоа што нели тоа предизвикало поделба кај нив. И што велат 18 стих, сега се зафаќаат за еден друг момент. Но јудејците не поверуваат дека бил слеп и дека прогледал. Ова е лага, ова мора да е лажно нешто. Чекај сега да ги викнеме родителите. Они ќе кажат, епа си влегле во клопката самите. Видите како кога скокаш од аргумент на аргумент, кога едноставно немаш соодветен аргумент, туку упорно сакаш да ја сузбиеш вистината, ќе изгледаш глупав на крајот. Значи, заклучува дека самото чудо е измама, лажно е. Веројатно човекот не ни бил слеп, а го знаат со години тамо, сите го знаат. Глумел цело време. И несвесно се влегуваат во стапица. 19 стих го праша велејки, дали е овој вашиот син? Значи, доаѓаат родителите да ги прашаат. Ги прашаат. Дали е овој вашиот син, за кого велите дека се родил слеп? Како гледа сега? Неговите родители одговорија, знаеме дека овој е нашиот син и дека се роди слеп. Потврдуваат, точно, така е. А како гледа сега не знаеме, или кој му ги отворил очите, ние не знаеме. Прашете го него, тој е возрасен, тој е голем, самиот нека зборува за себе. И зошто го рекува ова? Ова го рекува неговите родители, зашто се боја од јудејците, бидејќи јудејците се беа согласиле, тоа што го читавме, да биде исклучен од синагогата оној кој ќе го признае дека е Христос. Родителите на овој слеп човек во денот кога прогледал, кога требало да бидат прерадосни, видите како постапуваат. Што прави стравот? И заради тоа неговите родители, 23 стих вели, возрасен е, прашајте го него. Што прави стравот? Па знаете што направи стравот за време на короната, да кажеме. Што прави стравот се уште кај некој? И од вируси, и од корони, и од се. Знаете,
кога се соочувате со вистината, или ќе ја прифатите, ќе ја исповедате, или ако се плашите од, не знам, од ова, од она, тогаш нема, ја отфрлате. Како беше она мисла, или ќе имаш страф од Бога и нема се плашиш од никого, или пак ќе се плашиш од било што, ама тоа значи ќе немаш страф од Бога. Всушност. И ево го ефектот на стравот. Родителите, место да се радуваат, место и тие радосни како и слепиот, не, се исплашиле. Страшно било за нив, значи да бидеш исклучен од синагогата од многу предимства. Односно си сметен како еден, не знам, божец, ти си изгубен, ти си, нема спасение за тебе на тој начин. Да, нема ништо, точно. Нема да те закопат на гробишта, кој знае кај ќе биде закопан таму нека. Така е. И интересно е што тоа не е дека е правило, меѓутоа најчест случај е дека како што одминува времето, како да се повеќе се губи таа храброст, знаете, кога сте ново крстени, ново обратени, тоа сте полни со вера, со дух. Но како одминува времето, некако како да... Или како да кажам, кога ви се свежо отворени очите, тоа сте најхрабри. Кога ќе се гледате вистината, таа ви дава сила, Светиот Дух ви дава сила. И видите сега, значи просијакот, овој слепиот е еден обичен просијак, никој и ништо неписмен. И сега оваа дискусија ќе направи будали од нив, од религиозните водачи од тоа време. Затоа што отфрлале очигледно чудо, кој што никојаш не се случило тогаш. Значи, прво им дава вистински одговори на прашањата, потоа кога ќе го притиснат, се служи со сарказам, за да на крајот покаже на вистинска храброст и буквално ги исмева. Може да кажеме дека од еден просјак се претворил Илија на Кармил. Зато што тоа го... Еве, послушајте, од 24 стих. Тоаш повторно го повикаат човекот, значи како завршили со родителите, дали овие префрлиле топката на него, прашате си го него, и сега го викаат пак и му велат, прослави го Бога, ние знаеме дека тој човек е грешник. А тој им одговори, дали е грешник, не знам, а он е целиот радосен. На него му е најбитно тоа што прогледал. Абе, што ми е битно дали е грешник, дали што е? Абе, јас гледам, луѓе, бев слепа, сега гледам. И тогаш му рекува, па што ти стори, како ти ги отвори очите по втор пат? И ево го сега неговиот сарказам тука и смевање. И му одговори, веќе ви реков, не чувте, што сакате да чуете повторно, но не сакате вие да му станете негови ученици. И тие го укоруваат, збеснуваат веќе, значи тоа е исто како со Исуса, немаат веќе аргументи, овој веќе им се подсмева. Па Илија каков беше на Кармил? Им се подсмеваше на Вааловите свештеници. Каде е вашиот Бог? Ајде, викајте посилно. Може е заспал, може... Не ве слуша, не знам, може да сте го погрешиле бројот телефонски. И тие го кори и рекоа, ти си негов ученик, а ние сме Мојсееви ученици. Ние знаеме дека Бог му говорил на Мојсија, од каде е овој не знаеме, и сега уште повеќе вели. Па тоа е чудното, што вие не знаете од каде е, ами ги отвори очите. А вие треба да знаете, вие сте тие што треба да знаете. Но вие не знаете, мене ги отвори очите. И знаеме дека Бог не слуша грешници, еве го сега тој аргумент, значи, туку ако е некој богобојазлив и ја врши неговата волја, него го слуша. И отколку е веков не се чуло некој да отворил очи на слепороден. Ако тој не беше од Бога, не би можел да направи ништо. Значи, проста математика, луѓе, проста математика, размислете малку. Значи, покрај Исуса во овој случај, само слепиот е оној кој што не се плаши од луѓето. Он е храбар, он е полн со радост, со... Не знам, да ти ги отвори некои очите, значи, после толку години, никојаш не си прогледал. Покажува едноставно неверојатна храброст. 118 псалм, 6 стих, Господ е со мене и јас не се плашам, што може да ми направи човек. Тоа е таа храброст што ни е потребна, а тоа доаѓа со верата.
со тоа што знаеме во кого веруваме и кој стои со нас и зад нас. И сега третиот контраст на крајот, пократко, слепилото наспротив видот. И затоа и доаѓа од таму и насловот на некој начин, очи широко затворени. Се мисли на слепилото на фарисеите, на духовно слепило. Очигледно дека не сакале да го видат тоа што било очигледно. Донеле одлука, решиле да не го видат. Тоа е најопасно слепило. Одлучиле да ги држат своите очи широко затворени. Скокале од аргумент на аргумент и потоа се изгубиле едноставно, па не им останало ништо освен да почнат да го напаѓаат, да го вреѓаат и да го понижуваат овој човек, кој што денот му бил најрадосен во животот. Како што Исуса го напаѓаат во 8 глава, така и овде. Што му велат во 34 стих? Ова е аргументот што нели учениците на почетокот, тоа не го фативме, меѓутоа кога прашуваат што е сега, зашто е слеп, дали можеби он сгрешил или родителите негови. Што му велат овде фарисеите, кога веќе немаат аргументи, не знаат, не можат веќе да се справат со човекот, почнува да ги исмева. А навистина е болно ако некој почне да те исмева, а ти си на позиција да теолог, оној кој што треба да знаеш, да ги знаеш одговорите на сите прашања. 34 стих од 9 глава Јован му одговори и рекоа: ти сиот си роден во гревови и ти ли ќе научиш нас? Еве таа гордост. Еве таа фарисејска, таа духовна гордост, најопасен вид на гордост. Ти нас ќе научиш? Така е, точно. Значи, баш низ целата оваа случка се гледа како он се повеќе и повеќе прогледува. И го истераа надвор од синагогата. Баш му е гајле што го истераа. Човекот е радосен. Што му е гајле? Што ги прават со него? Па он веќе сватил кои се и какви се. Многу што вели Данило му се отвориле додатно очите. И тоа значи слобода. Тоа значи вистинска слобода. Кога ќе го спознаеш Исуса, вистината ќе ја спознаеш онаква каква што е. Значи, гледате ли, лицемерието и стравот од луѓето овде, гледаме, може да те одведат во слепило и тоа слепило од најлош вид. Да прочитаме неколку стиха само, што им вели Исус во други прилики на фарисеите, во Матеј, она позната 23 глава, 16 стих, горко вам, што вели, слепи водачи. Кој е слепиот? 17 стих, безумни и слепи. Слепци, 23.19. Слепи водачи, 23.24. 23.26, слепи фарисеју. Очистија најнапред внатрешноста на чашата, за да биде чиста и надворешноста. Толку е, нема време. И доволно е. Значи, лицемерието и стравот од луѓето може да те одведе во слепило. А од друга страна, едноставната вера, како на мало дете, баш како мало дете овде овој слепиот. Постепено му се отвараат работите, постепено ја прима вистината и светлината и постепено прогледува на крајот, за да конечно прогледа и ќе дојде Исус веднаш е тука, значи веднаш е тука да го охрабри. Тоа се тие моменти кога можеби доживувате нешто, некоја тешка ситуација, еве као, нели, сите се плашеле од исклучување од синагогата, тоа било нешто страшно, иако он не марал воопшто, Исус е веднаш тука и го прима. Го прима во спасените, можем да кажем. И овој го признава веднаш и клекнува пред него, му се поклонува. Тоа е вистинскиот став што треба да го имаме кон вистината. Инаку би западнале во слепило и тоа би не одвело во страшни последици и пропаст, не дај Боже. Нека Господ не води секојаш во нашите животи и во оваа наредна седмица во која што веќе навлеговме, да го прифаќаме секој зрачок на светлина и да не се боиме од вистината и светлината. Тоа е она што ќе не одведе до оној ден и до спасението.
Слава нека му е на Бога. Амин.